Добро, денеска сме во Егејското мало во Струмица, односно малото кое што се наоѓа позади Национал или хотел Глигоров. Едно од тесните грла во проблемите во кои што се присутни во општина Струмица. Неколку години се разлекува проблем околу поплавувањето на сите овие куќи, каде што живеат значителна популација од градот Струмица. Разлекувањето со години е заради тоа што се уште тука нема донесен детален урбанистички план кој што беше прекинат во постапка заради легализацијата на објектите и правото на граѓаните да добијат имотни листови за своите објекти. Така да денеска во консолидирана активност помеѓу општина Струмица, приватниот сектор како изведувач на работите и комуналец од Струмица пред се решава еден многу значаен проблем за жителите од ова егејско мало. Де факто целата оваа улица се симнува до соодветни коти, ќе се тампонира, се гради атмосферска канализација во должина од 340 метри, со што целосно ќе се одводни Егејското мало. Се разбира, тоа е основата за понатамошно ширење до секоја куќа во самото мало, но со овие 340 метри атмосферска канализација, де факто се решава проблемот за поплавување на граѓаните. Вкупната инвестиција е преку 2.200.000 денари, од кои што само комуналец со својот дел партиципира со 1.160.000 денари, со цевките и поставувањето на атмосферската канализација. Останатиот дел е целосно гребење на улицата, симнување до соодветна кота, нејзино повторно тампонирање и ставање во функција. Со тоа, граѓаните знаат како беше овој горлив проблем, посебно во ваква дождлива година, како што беше ова 2014 година, ќе решиме крупни проблеми, а со тоа почнува развојот на подземната и надземната комунална инфраструктура за Егејското мало во Струмица. На градоначалникот што ни озможи да ни отвори канализација да ни стави, многу години се буниме, многу стрчкахме, ама до сега никој не направил нешто. Това не поплаваш. Јас име на куќа поплавена, си го вложих и сега многу сум благодарна. И на градоначалникот и на Маријан Даскалов. Нема што да кажем, това е голема пофалба, това што ни го работи, ништо ни го прави. И јас сум тука веќе 20-25 години, да кажем, исте мајке ги теглиме сите тие години. Никаков пат не дојдеме на разбирање како до сега. Значи, многу голема благодарност, Маријан Даскаловски, посебно до тебе и до градоначалникот и до сите други што помогнаа да се реализира това. Какви проблеми има? Со поплави, секој дожд, и помалечок пороен дожд да беше, нас не поплавуваше. Дворо ни стануваше езеро, сам комуналец знае колку пати цистерната, веќе и другари станаваме со вработените. Значи, после секој дожд можеше да дојде цистерна да го црпа водата, пошто немаше дек да оде и не лежиш во дворовете.